Драги сограѓанки и сограѓани, представници на медиумите и почитувана јавност. Денеска се наоѓаме пред зградата на МРТВ, една од најбитните институции во Република Македонија и еден од столбовите на нашата државност. Особено ако ја видиме историјата на овој сервис, како таа значала и кој значај го имала во креирањето на државата и обстојувањето на сите идеали и темели на кои е поставена државата. Имено оваа пресконференција денес ја повикуваме во однос на собраниската процедура која е сега во тек, а тоа е носењето на новиот програмски совет. За јавноста да биде појасно, веќе утре на седницата за Комисијата за именување ќе биде разгледан новиот состав потенцијален на програмскиот совет и веќе на второто читање на овој предлог на пленарна седница потенцијално и ќе се гласа новиот програмски совет. Во соглед на тоа дека евидентно влагаме во потенцијално нова фаза на работењето на јавниот сервис, ние денеска имаме некои недоумици во однос на работењето на сегашниот програмски сервис и нивните надлежности. Да биде појасно за јавноста, до 2018 овој програмски сервис имаше ограничен времен мандат, но веќе после 2018 со промените во законот, тие имаат речиси неограничен мандат кој предвидува дека се постојани членови се до изборот на нов програмски совет. Но каде се поставуваат прашањата, тоа се во однос на нивните ингеренции за избор на надзорен одбор, генерален директор и заменик директор. Според законот се предвидува надзорниот одбор и генералниот директор да се бираат на временски определен период. Па така, генералниот директор се бира на секои 3 години, додека надзорниот одбор исто се бира според законската регулатива. Пред се, овде имаме два записници од седниците на програмскиот совет, еден е од 27 јануари 2025. Значи, дневен ред имаме точка разгледување и освојување на одлуката за распишување на јавен конкурс за избор на членови на надзорниот одбор на МРТ. Во самиот записник се вели дека програмскиот совет ќе достави барање за автентично толкување преку Собранието на Република Македонија, за дали тоа имаат право да вршат избор на директор на МРТ како и негов заменик и распишување на конкурс за надзорен одбор. Ние како парламентарци можеме одговорно да потврдиме дека вакво толкување немаат добиено, но веќе на седницата од 14 март 2025 година повторно имаме точка разгледување на можности и решенија околу распишување на јавен конкурс за избор на членови на надзорниот одбор на ЈРП-МРТ. Во оваа точка имаме една интересна формулација на работите, која вели во консултации со директорот и во однос на ризиците со кои ќе се сорочи МРТ, бидејќи мандатот на надзорниот одбор му е источен, предлагаме да се достави известување до Собранието дека ќе биде распишан нов конкурс. И сето тоа е во ред ако не се постави прашањето зошто паралелно не се распишува нов конкурс за генерален директор. Зошто е тоа контроверзно? Затоа што сегашниот генерален директор првиот свој мандат го добива во 2012 година. Па потоа вториот мандат го добива во 2015 година, третиот мандат го добива во 2018 година и од тогаш нема јавен конкурс за избор на нов генерален директор. Тоа некако на народски јазик би значело дека овој генерален директор има 3 мандати плюс 1 гратис, затоа што во 2021-та, иако низ медиумите се појавувале вестите дека надзорниот, тоест програмскиот совет ќе разгледа можноста за распишување на нов конкурс и тие вести се појавуваат во јануари од 2021, сепак тој јавен конкурс никогаш не се случува. И сега прашањето е зошто во 2025, кога веќе се распишува конкурс за надзорен одбор, зошто паралелно не се распишува и конкурс за генерален директор? За нас ова е симптоматично затоа што остава простор за толкување дали се работи за некои лични интереси кои сакаат да ја попречат законската регулатива и со тоа да го попречат и работењето на оваа институција. Самиот реизбор на генералниот директор во 2018 е контроверзен затоа што на едно место во законот се вели дека тој има право на еден последователен избор, така да преку конфузно толкување не може да се процени дали тој имал право само на еден реизбор или веќе следните мандати не се легитимни или потенцијално противзаконски. Јас сакам да нагласам дека ова е наша прва пресконференција на оваа тема, затоа што сме во процедура собраниска на носење на нов програмски совет и во следниот период ќе обелодениме многу работи поврзани
со работењето на институцијата во изминатите години, кои ќе бидат од интерес на јавноста и кои покажуваат потенцијални коруптивни влијанија на работењето на МРТ. Зошто го правиме ова? Затоа што сметаме дека МРТ како една од столбовите на државноста на Република Македонија воопшто мора да биде заштитена од авторитарното владење на политиката и на приватните сделки врз објективното и транспарентното работење на оваа клучна институција во Република Македонија. Особено ако видиме дека низа меѓународни извештаи во изминатата деценија, па и подолго, медиумскиот простор многу пати добивал негативни оценки токму заради влијанието на политиката и на приватниот интерес врз работењето на медиумите и на јавниот сервис воопшто. Така да, повторно нагласуваме, ова е иницијална пресконференција која треба да отвори некои прашања кои сметаме дека многу долго време не се отворени во врска со работењето на јавниот сервис и кои можат потоа да влијаат и веќе влијаат на квалитетот на работењето на институцијата, како и кршењето на работничките права во институцијата. Во оваа прилика ги повикуваме и сите кои имаат информации за работењето на МРТ, слободно да ни ги достават тие информации на нас, како политичка партија и парламентарна група, затоа што ќе нагласиме во следниот период ќе имаме многу вакви пресконференции и соопштенија со кои ќе се бавиме со оваа проблематика. Ви благодарам, дали имате прашање. Во 2018 законот е сменет, како што реков, и даден е практично неограничен мандат на програмскиот совет, а кој нормално не е неограничен се до носењето на нов програмски совет. И ова е проблематично затоа што покажува дека тогаш кога требало законски да се интервенира и да се донесе нов програмски совет, очигледно дека политичката волја била пречка во носењето на новиот програмски совет и ние за тој период не можеме да зборуваме затоа што ние тогаш не бевме парламентарна партија. Дали тоа владеачката коалиција тогаш проценила дека полесно е да се постигне договор со сиве овие луѓе за да продолжат непречено да работат. Ќе видите во понатамошниот период, значи не се работи за така глатко работење на нештата, туку се работи за многу сериозни, контроверзни престапи во работењето на сите органи и на самата институција. Сега, главното прашање, зошто сме ние тука? Ако на 17 март на 14 март има седница каде што се разгледува одлуката за распишување на надзорен одбор, зошто програмскиот совет не распише конкурс за генерален директор? Тоа е клучното прашање овде. Ако последниот конкурс за избор на генерален директор е во 2018 година, од тогаш имаме поминати 7 години, зошто паралелно кога не се избира нов надзорен одбор, зошто не се избира и генерален директор? На тие прашања треба да одговорат тие кои треба да ги следат законските регулативи и да одговараат за материјалните околности во самата институција. Распишан е, јас го спомнав веќе неколку пати, контроверзното е зошто е распишан само за надзорен одбор, а не и за генерален директор. Тоа е прашањето и тоа е нешто што мислам дека е од голем интерес за јавноста. Ако веќе се распишува конкурс за надзорен одбор, зошто не се распишува и конкурс за генерален директор? Дури во записникот вели во консултација со директорот. Јас мислам дека законските регулативи се доста јасни и треба да се консултираат со законските регулативи. Симптоматично е зошто веќе кога собранието е во процес на носење на нов програмски совет, зошто сега се оди на избор на нов надзорен одбор, нели се вели за да не се попречи работењето на институцијата, но зарем не се попречува работењето на институцијата ако паралелно не се разбише и оглас за нов генерален директор. Се во ова се некои законски рамки, но вистината сите ја знаеме, дека над оваа институција и над многу институции во Република Македонија владее политичкиот интерес и приватниот интерес. Дали ние ќе одбереме да бидеме слепи на тоа или не, тоа е сепак наш личен избор и ги покажува приоритетите кои ги имаме. Но оваа институција во изминатиот период има многу контроверзни работи за кои допрва ќе зборуваме. Апсолутно тоа не е така. Ако програмскиот совет има ингеренции да распише конкурс за надзорен одбор, зошто не распишува конкурс за генерален директор? Апсолутно не е така. Тоа е во контрадикција. Значи, нели, те имаат мандат кој трае, еве сега распишале пред неполн месец за надзорен одбор, зошто нема конкурс за генерален директор? Тоа е прашањето ние кое го поставуваме за јавноста, затоа што како политичка партија сметаме дека некои работи не се артикулирани доволно од политичките чинители и се едноставно се дозволува некое да обстои некоја сива зона. Така да нашето јавно прашање денеска до програмскиот совет и до целокупната јавност ете, ако имаат ингеренции и потреба да распишат конкурс за надзорен одбор, зошто тогаш не се распишува и конкурс за генерален директор?